Граѓаните се угушија, а надлежните во власта кои ветуваат чист воздух кога ја бараат довербата, сега кога станаа функционери, изгледа не им е доносење непопуларни мерки кои ако ништо барем треба да го намалат аерозагадувањето. Фактичката состојба е повеќе од алармантна и таа секојдневно се детектира од мерните станици. Граѓаните револтирани критикуваат дека се чувствуваат изиграни и излажани од власта. Дел од граѓаните не веруваат дека власта ќе го реши проблемот со аерозагадувањето. Се чувствуваат излажани бидејќи ниту една од конкретните мерки и решенија што им се ветувале досега не биле реализирани. Се гушиме секојдневно, велат, посебно кога концентрацијата во воздухот со PM10 частичките на места е дури 10 пати повеќе од граничната вредност, 50 микрограми на кубен метар. Тогаш носиме маски или седиме дома. Ви причили загадувањето на воздухот? Обавезно, секоме, не само мене. Секој ми смета. Сметате ли дека има некое решение за ова? Надлежните кои би требало да го слушнат и да го Не, реши? само што се фалат. Иначе тоа е све џабе дискусија по моја процена. Понекогаш носам маска, сега имам во џебов, ама не ја ставив. Малку е по-расчистена. Од досегашното искуство не гледам некои новитети, нови начини, нови методи. Не можат ништо да направат. Зошто? Зашто е пренаселено, се мафијата царува во Скопје, се гради што не треба. Да живеам во Лисиче, живеам тука. Депонија поголема нема од тоа. Тој проблем никој. Па не реши ништо друго, ништо не реши, па и тој проблем не го решаваат. Од два коалицијата за чист воздух реагираат дека малку пари се предвидени во предлог буџетот за 2018 година за намалување на аерозагадувањето. Велат дека се планирани 0,37% од вкупните расходи, односно само 635.000 евра, што е најмалку досега. Подсетуваат на ветувањата пред изборите дека чистиот воздух и вода ќе бидат приоритет на надлежните. Ако пред изборите сите се согласивме дека здравата животна средина, пред се чистиот воздух и чиста вода ќе ни бидат приоритет, сега е прашање како е можно да имаме во еден од најголемите буџети до сега, можеби овој за 2018, најнизок удел за заштита на животната средина. Сумата која што самото министерство за 2018 ја има побарано е 0,37% од вкупните расходи. Значи, внимавајте, зборуваме за децимали, значи немаме дури ни процент, цел 1%. Од коалицијата апелираат надлежните да ги маркираат сите загадувачи и да има засилени инспекции на терен. Бараат намалување на прагот на алармантност. За нив е неприфатлив предлогот на Министерството за животна средина, кој е поставен на 2 последователни дена со над 200 микрограми на кубен метар PM10 честички. Подлекуваат и дека Светската здравствена организација предупредува дека нема безбедно ниво на PM10 честичките. Европската пракса е таа стапка да се движи до 100. Зошто нашето министерство смета дека треба кај нас во Македонија таа стапка да биде 4 пати поголема? Иако и во текот на денот е загадено, ноќта е клучна. Кога мирните станици покажуваат висока загаденост, полињата се обоени во виолетово. Најзагадено синоќа беше во Лисиче со 540 микрограми на метар кубен PM10 честички, па Куманово со 316, ама од гушење и смрдеа не беа поштедени граѓаните и од другите населени места.